поздрав до сите љубители на артизмот на Јанко Узунов. Јанко Узунов е кантавтор, инструменталист, вокален интерпретатор, автор и аранжер на македонски народни и новосоздадени забавни мелодии, педагог и музички продуцент. Јанко беше многу голем човек, сестран човек, кој што блескаше со својата скромност. Тажно е што Јанко не е со нас, затоа што секогаш на секое наше доаѓање, дали приватно, дали службено, тој бил тој што не пречекувал со насмевка, радост и со убава дружба. Естраден уметник од највисок ранг, создавајќи импозантен творечки опус. Јанко Узунов остави зад себе повеќе од 300 композиции во областа на македонската забавна и народна музика. Јанко го познавам уште од детските денови по неговите песни, посебно како основоположник на македонската забавна музика, подоцна и со творештво во новосоздадената македонска народна музика. Обработки, инструментални композиции, модерни инструментални дела, остави дела кои што генерации и генерации кои ќе доаѓаат како следни интерпретатори или инструменталисти ќе ги изведуваат со задоволство. Симпатичниот тинејџер Јанко дојде кај мене во македонското радио и не бараше ништо. Меѓутоа, јас знаев дека сум му потребен да му помогнам, така кога ја водев емисијата "Одберете си мелодија на неделата", ја ставив и неговата песна во конкуренција на десетина други и победи. Би ги издвоил песните кои што како деца сме ги слушале, значи "Момчето со мандолина", понатаму "Пејте кавали" песната. Почна со забавна музика и првата песна што му беше најпозната е "Момчето со мандолина", што ја пееше во дует со Цветанка Ласкова и за малку ќе победеше на изборот на југословенскиот избор за песна на Евровизија, ама стана и голем хит после. Можам да кажам и да истакнам дека во творештвото на Јанко Узунов избликнуваат сепак вредностите и убавината на македонската народна музика, на македонската народна песна и творештво, оние кои од најмали нозе во Јанко Узунов ги всади неговиот дедо Јани. Првата песна која тој ја научи, ја запја е "Јанка низ гора врвеше". Се приориентира на фолк музиката, каде забележа многу голем успех, а уште по-значаен беше успехот како автор на многу песни. Песната која што така ми оставала секогаш голем впечаток, значи тоа е песната, народната песна "Јанка низ гора врвеше". Покрај, нели, бројните концерти што дотогаш јас ги водев како водител, дружби имавме и на фестивалите. А најомилен фестивал му беше Фолкфест Валандово, чиј идеен творец и основоположник сум јас, Костадин Костадиновски, каде Јанко освојуваше повеќе први место. Како роден валандовчанец, тој ќе му даде поддршка на нововостановениот фестивал Фолкфест Валандово. Тука е испеана и најубавата хумористична фолк песна "Чаки панкерот" на валандовски дијалект во атрактивна изведба на вардарските петли. А како интерпретатор и како кантавтор се смета за еден од најголемите поддржувачи и иницијатори на фестивалот на родолюбиво патриотски песни Гоцефест, на чии први 3 изданија беше победник. Песната "Македонче Соколе" во изведба на Јанко, сопругата Жаклина и 10-годишниот син Кирчо, и стана апсолутни победници. Јанко Узунов со над 100 песни испеани на фолк фестивалите
Спаѓа во редот на најплодните автори и кантавтори на македонската музичка сцена. Јас и мојот сопруг Зоран Десковски ги организираме филиграните и Јанко секогаш беше дел од публиката да ми даде убава критика. Беше голем човек што зарачеше со својата скромност, секогаш тивок, ненаметлив. Тој остави големи траги и на полето на песните за деца. Пишуваше песни за повеќе фестивали, за фестивалот Сидо, за фестивалот Плетенка. Ќе спомнеме и тоа дека со оркестрот на Кочо Петровски 14 пати гостуваше во Австралија и во Америка, Канада и Европа. Тој е еден од основоположниците на групата Сирма, потоа да не ги заборавиме Вардарските петли, една од групите во која тој ги истакна не само своите афинитети кон хумористичните песни и кон она што се вели гаење на хумористичното во македонското народно творештво. Знаеше да биде исто така и многу духовит, беше голем влюбеник во природата. Многу пати на своите прошетки низ Македонија ми се јавуваше од местата каде што шеташе и стално се договаравме дека заедно ќе шетаме по нашите планини и езера. Емоциите се многу големи. Ни недостасува Јанко во секој момент и секогаш кој ќе се слушнам со Жаки, првите зборови се за него, па и до крај на разговорот. Она што ме воодушевуваше кај Јанко, значи беше неговата сестраност и неговата скромност. Значи покрај музиката со која што тој професионално се занимаваше, Јанко исто така имаше големи познавања за историјата, посебно за историјата на својата земја, Македонија, која што многу ја сакаше. Патриотизмот и родолюбието беше вечниот спиритус мовенс на Јанко Узунов. Бев зачуден како еден музичар може да има толкови познавања за историјата на својата земја, а исто така и он беше зачуден како еден доктор може да има познавања за историјата на својата земја. Така да тоа ни беше многу честа тема на нашите дружби, на нашите седенки. Јанко беше голем професионалец. Многу пати сме биле како екипа. Тука сме снимале, доле во музичкото студио Узун. Ќе биде впишен секако во незаборавните, а неговото дело ќе остави трајни белези во нашата музичка култура. Како да е тука, нашите чувства и емоции се многу големи, нека почива во мир и неговото име никогаш нека не скасне. Доказ за тоа е салата Јанко Узунов во Ландово. За овој голем македонски естраден уметник имам еден предлог и сакам да се обестини во Ландово да му изгради голем спомник. Добре дојдовте во уште една магична сцена. Денеска емисијата ќе ја посветам на Јанко Узунов, еден од нашите легендарни композитори, изведувачи и на забавни мелодии, и на поп мелодии, и на народни мелодии. Со мене денеска гостин е неговиот син Кирил, со кој што ќе се потсетиме на сите убави моменти кои што твојот татко ги има за тебе оставено приватно, но исто така и како огромна ризница на непресушни песни и композиции кои што ги има оставено за македонскиот фолклор, за македонската забавна и за македонскиот поп музика. За Јанко, јас, пошто сум повозрасен, се сеќавам многу убаво и од неговите почетоци и знам дека
Освен тоа, момчето со мандолина, која што е широко препознатлива не само за Македонија, туку и за бивши југословенските простори, има толку многу убави песни отпеано и претходно и после тоа, кои што се можеби подзаборавени, но во оваа емисија денеска ќе се подсетиме и ќе пуштиме дел или цели песни од некои, за да можат и публиката да се подсетат на сите убави мелодии што ги има оставено зад себе Јанко. Добро им дојде Кирева магична сцена. Добро ве најдов и благодарам за можноста еве да кажеме нешто за татко ми. Така. Оваа година беше и во Валандово направија некоја свечаност по повод Јанко Узунов. Беше присутен, па кажи ми што се случуваше таму. Оваа година се одржа еден така мултимедијален настан, може да го наречам, во чест на Јанко Узунов, како еве може да се каже најпознатиот валандовчанец, нивни сограѓанин, каде што на нивна иницијатива во поддршка исто така од Министерството за култура и градот Валандово, како институции и културниот дом, организира еден концерт на кој што се исполнија песни од Јанко, но исто така имаше и еден видеобим каде што и беа и пуштани разни композиции и видеа од него, а и некои нешта кои што заедно јас и една екипа па во Валандово отидовме и ги снимивме, како на пример разговори со негови сограѓани и другари од детството, каде што ги прашувавме за некои нивни спомени, за нивната дружба, за нивните почетоци во заедничката група Златни стени која што формирале таму. И исто така снимивме, тоа за мене беше едно преубаво изненадување, во основно училиште две одделенија ја учеле песната Валандово убавино, која што веќе ја видов дека прераснува во една химна за Валандово, само иницијативно си ја учеле на часовите по музичко да ја пеат и нас ни ја изведоа да ја снимиме, како ете така едно пријатно изненадување за мене и тоа нешто и го проектиравме потоа на самиот настан. И беше преубаво чувство да видиш едни дечиња кои што специјално за тоа нешто се облекле сите исто, спремиле на кореографија, ја научиле песната да пеат совршено и така тоа го изведа. Така, дел од атмосферата ќе пуштиме и во емисијата да видат, но ајде да се навратиме на што кажа ти, бил уште од дете преталентиран на Јанко, затоа што неговите почетоци освен со пењето се поврзани и со музиката. Тој свирал на мандолина, па потоа да премине и на гитара и едноставно музиката му била во гените. Тој уште од мал почнал цело време нешто да се занимава за и околу музиката, од формирање на групи, па потоа и формирање на групи во текот на животот во кој што тој не учествувал. Едноставно, човек кој што не можел ни ден да помине да нема нешто ново направено, дали е композиција, дали е отпеана песна. Што се однесува до на времето почетоците негови професионални, неодамна бев на една премиера во Македонскиот народен театар, каде што представата почна со изведба на песната Магдалена од Јанко Узунов, која што ја има изведено 69-та година, мислам, на Скопски фестивал, во алтернација заедно со Мишо Ковач. Тогаш, на тогашните фестивали, во тие од 60-тите до 70-тите години, така беа фестивалите направени, пее еден познат пејач, да речам, како тогаш Мишо Ковач, кој што бил, не знам, меѓу трите најдобри и непознати пејачи, и еден нов пејач, и Масевски, кој е автор на композицијата, му ја доверил композицијата на Јанко и можам да ви кажам дека ако ги споредите песната од Мишо Ковач и од Јанко е многу подобра песната. Да, мислам дека ја немаат во истата година испеано, значи прво има снимено татко ми, има изведено, а после некоја година ја има и Мишо Ковач како
имале желба нашите автори нивните песни да се пласираат и пошироко во рамките на Југославија и сметале дека со веќе етаблирани југословенски имиња тоаш дека ако ја дадат песната ќе постигне некаков поголем успех, што во некој случај не се покажало како вистинито, бидејќи еве како и ти што спомена, а и јас истото го мислам, кога ќе се спореди потоа изведбата на Мишо Ковач и изведбата на татко ми, таа е многу по-бледа варијанта и по-нечувствителна и не допира толку силно до публиката, додека таа Магдалена во изведба на Јанко Узунов била голем хит на времето и татко ми, кој што тогаш како млад човек се представил на публиката, предизвикал огромно внимание и неговите надписи по весниците за него било дека се појави глас во Македонија од кој што устерите се тресат, значи таков моќен глас. Тоа нешто потоа во животот го коментираше дека намерно во постарите години го има променето својот глас да биде по-тивок, по-култивиран, дури на академија кога вежбал веќе пеење и го изучувал. Дошол до една верзија каде што сметал дека таков суров и силен глас не е толку потребно да го форсира таа моќ, но самиот кажуваше дека кога пеел така исклучително силно и моќно, ја доживеал па најголемата слава во својата кариера и најмногу бил прифатен од народот, од масата. Magdalena, сонце создаде нас си и од нежни најубави сни. Мојот живот крај тебе победува се. Магдалена, о Магдалена, Магдалена, Магдалена. Во новата година посакувам да дојдат на гости моите баба и дедо и повторно да бидеме сите заедно. Баба ги прави најубавите супи, а дедо секогаш ми ги купува највкусните грицки. Среќни празници, Витаминка. Си како јужен ветер, носиш топол вдих, покрај тебе в час се топи, денот студен си, ме носат нови сни. 2-3 часа или мига, прават живот цел, но што модиш некој друг, како сонце да ми зел. Остани, светот веднаш стана мал, остани, овој час би ти го дал, остани, единствено што знам, остани, тешко ми е да сум сам, остани, да си одиш лесно е, остани, ако любиш стори се, остани, неспокоен сум јас, остани, сме се нашли овој час. Си како јужен ветер, носиш топол вдих, покрај тебе в час се топи, денот студен си, ме носат нови сни. 2-3
часа или мига, прават живот цел, но што модиш некој друг, како сонце да ми Остани, светот веднаш стана мал, остани, овој час би ти го дал, остани, единствено што знам, остани, тешко ми е да сум сам, остани, да се одиш лесно е, остани, ако любиш сторице, остани, неспокоен сум јас, остани, сме се нашли овој час. Мене, например, од тој период на поп изведување на тие негови песни, најубава ми ја остани, таа се ја слушам и до ден денеска и еден спот има Црнобел стар, кој што се гледа и Јанко многу млад со многу убав стилски облека, иако е во црно-бела се гледа дека нешто е многу интересно облечен и мелодијата, мислам, таа за веки вечност ќе остани, можеби некој има подзаборавено, но ќе ја пуштиме да се подсетат. Еве ги кажам неколку работи кои што јас од него ги имам слушнато, а најверојатно не се кажани јавно, а се интересни како факти. Татко ми по природа беше скромен човек и се довел во една ситуација, во еден момент, во еден период од својата слава да направи нешто кое што можеби никој друг не го направил, а тоа е да даде допис самиот до македонската радио и телевизија, ако може неговите песни да се пуштаат помалку, бидејќи сметал дека станува предзастапен и преддосаден на публиката. И он мене ми кажувано дека кога сакал, ќе работи нешто низ куќата, низ дворот, ќе се занимава со нешто и ќе помисли на радиото и ќе си рече, сега јас пеам, ајде да видам. Ќе го пушти радиото и он пее. Тогаш немало толку канали како сега. Тоа било македонското радио, само и македонската телевизија. После некое време пак ќе си рече, ајде да видам сега дали јас пеам да го пуштам, пак ќе пушти, пак тој пее. Значи, тие негови песни биле премногу застапени и неговата популарност како млад изведувач тогаш била многу голема и така започнува таа негова успешна кариера која што го прати целиот живот. Така. Но пак ќе кажам, Јанко и до ден денеска го препознаваат, прво што е асоциација на Јанко е мандолината, односно дуето со Цветан Каласкова, кој што го испеа на Опатискиот фестивал, тоа е пандан за Евровизија и кој што не победија, но ставија длабок печат и на македонската музика, но и воопшто на широките југословенски простори. Со таа песна, мислам, тие не знам кај се не отидоа и кај се не прошета и станаа ултра популарни. Да, еви една информација во однос на тој настап во Опатија, која што и тој ја имам во некој интервју ја кажувано, па ја да кажем уште еднаш. Значи, тоа би требало да бидат првите македонци кои што настапиле на Евровизија тогаш. Таа песна имала таков успех и таков добар прием на самиот фестивал, имало и предфестивалски вечери каде што се изведувале. И на сите, и на првата вечер, на сите гласања и на сите анкети, таа била песна која што убедливо била на првото место. Била фаворит од сите. Но во таа Југославија не биле тогаш работите сите секогаш така изведувани, односно имало и некакви заткулисни игри, каде што Македонија многу често била намерно ставана на страна и не било давано шанса на нашите изведувачи, туку биле фаворизирани повеќе, да речеме, српските, хрватските, да. И од такви некакви, можеби, политички причини, на огромно изненадување на сите, како една песна која што е апсолутен фаворит, одеднаш излегува на последното на финалното гласање втора. И така они, било тоа едно разочарување за нив, не успеале да отидат на Евровизија. Кој победил тогаш на Евровизија? Не се ни сеќавам, не знам, да. Некој му ја даде та мандолина и
Момчето грсоништа од срце си скина. Небото му капна, срце само песни, да изгорат, да се стопат со први мудри лесни. Кажи ми, тоа го разочара татко ти во тоа време, како кажува, како му било, или се освестил дека е македонец? Па да, тоа било разочарување и за нив и за сите фанови, тоа било после песна која што и во Југославија постигнала популарност огромна. Ден денеска, ако се прочитаат некои коментари по YouTube или некаде јас кога ќе објавам, пишуваат луѓе од бившите југословенски простори каде што коментираат и се сеќаваат на таа песна колку била популарна и колку ја сакале на времето, така да било тоа некое разочарување за нив, како не. Но тоа е, времињата биле такви. Да. Инаку сакаме уште нешто да додадам во однос на мандолината. Момчето со мандолина се вика таа песна, а многу од луѓето го знаат татко ми како гитарист, човек кој што свири со гитара, но тој секако е поврзан и вистински со мандолината. Неговиот прв инструмент што музицирал е токму мандолина. Уште во основното училиште започнува да изучува мандолината и потоа во животот како што напредува со гитарата, а пак со гитарата започнува преку сестра му која прва донела гитара во куќата и кога му го покажала тоа првиот акорд дедур, тој целосно бил освоен од тој инструмент и така преминува од мандолина на гитара, но секогаш ми напоменува дека неговото музицирање на гитарата е така специфично и уникатно со тие посебни тремола, токму поради тоа што освен гитарата ја изучувал и мандолината како инструмент. Зошто престанал, да речам, можеби тој никош не престанал, но зошто преминал од поп во фолк водите? Како дошло до тоа да тој почне најнаш да се занимава со другиот жанр од музиката? Не било баш наеднаш, еве, например, првите песни кои што ги снимил, а и првата песна, ево исто интересен момент, кој што тој ја напишал и ја скомпонирал на 14 години, значи уште како дете, е можеби една од неговите најубави песни, тоа е Народен Делчев Војвода. Тоа е народна песна која што всушност многу мина не ни знаат дека е негова, мислат дека е таа е обнародена и многу мина мислат дека е изворна македонска песна, не, но таа е авторска песна негова, која што им е меѓу другото прва. Народен Делчев Војвода со својата верна дружина развива варја високо за својата земја Македонија. Развива варја високо за својата земја Македонија. Значи, тој патриотизам, таа љубов кон татковината, кон нашите херои, еве конкретно кон Гоце Делчев, уште во најраната возраст го окупирале и неговата прва песна пак ете била народна. Кога дошол на аудиција во македонската телевизија, таму започнува со истовремено со снимање и на народна и на забавна песна. Значи, мислам дека Јанка низ гора врвеше, му е првата снимена забавна народна песна во македонската телевизија, заедно со уште една забавна. Сега таа првата забавна не ми текнува која беше. Но знам дека една снима забавна, една народна. И така почнува неговата кариера. Доживува експанзија со забавната музика во почетокот поради тој е популарен, мега популарен во Македонија Скопски фестивал, каде што они настапуваат и такви биле времињата, забавната музика била тогаш поприфатлива за народот и побарана, така и изведувале, но со стагнација на самиот Скопски фестивал се
почувствувала потреба за нешто ново. И така и тој се преориентира кон фолкот и почнува една нова кариера, нов правец во неговата кариера и не помалку успешен, каде што има преубави песни напишани во тој жанр. Така. Се сеќавам на многу песни што ги има испеано сам, но исто дует со Марина Пухарич, кој што беше предобро прифатена песната и до ден денеска мислам дека и на радио и си оди во етерот постојано таа песна. Да, за помина време помина. Тоа е еден преубав дует нивни и кој што не само како дует кој што го имаат снимено, туку таа врска, тоа пријателство се одржа нивно и во целиот живот. Јас се сеќавам многу пати уште како дете дека они контактирале. Марина има доаѓано кај нас на гости, ние сме одели така натака. Тоа е едно пријателство кое што понатака си траеше. Звездите веќе гаснат и без сјај, разделба неба и крај. Звездите веќе гаснат и без сјај, разделба неба и крај. Помина, 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 љубовта. Многу интересно ми е кога ги гледав снимките од татко ти што се на YouTube, на една снимка, таа можеби прва твоја официјална изведба, да речам, на фестивалска сцена или воопшто на сцена, пишува Жаклина, неговата сопруга, и малиот Кирил. Да, Јанко Жаклина и малиот Кирил, и тоа ми беше многу интересно и многу смешно. И така не најавуваа, така беше најавата на самиот фестивал на Гоцефест, каде што настапивме со нумерата Македонче Соколе. И така ме најавија, да. А сега Јанко, Жаклина и малиот Кирил. Кирил, да, и таа песна беше, да кажам, апсолутен фаворит таа година. Јас како дете се сеќавам, ми беше многу интересно после фестивалот на гласа. И кореографија. Имавме, тоа спремавме, тоа све во режија на татко имаше, дури облеката, тој ја бираше, во тон сме облечени со едни кошули со точки, панталони црни, така натака, кореографија и се. И тоа помина многу успешно, тоа беше многу бомбастичен настап за тоа време и песната беше апсолутно прифатена со еуфорија. А на самото гласање вечерта, кога се гласаше кој ќе победи, јас како мало дете оде во универзалната сала и се шетав по тој долгиот полукружен ходник каде што стоја кутиите за гласање. И искрено да кажам, веднаш знаев дека ние ќе победиме, бидејќи на нашата кутија имаше една бесконечна колона, на другите кутии немаше ништо, празно. Дури после кога се пребројуваа гласовите, ни кажува дека луѓето што немале можност толку да чекаат, не им почнале да ги ставаат нашите ливчиња и по другите кутии само колку да се гласа, нели? И резултатите беа, не знам како да кажам, знам дека победивме со разлика каква што немало на другите фестивали, никогаш, што таква голема разлика во однос на бројот на гласови. И таа песна од цела Македонија беше прифатена со огромни симпатии, еве до ден денес е популарна, се слуша по YouTube, има голема гледаност. Многу често ака луѓе ќе ме потпрашаат нешто за тоа. И едно преубаво доживување, една преубава македонска патриотска песна. Настапуваше и ти постојано со нив, каде што настапува и тие? Секаде каде што требаше, да, во тие периоди каде ли не низ Македонија одевме и настапувавме на секаде. И јас одев со нив исто така и тоа можам да кажам дека таа песна и мене посебно не бара. Значи јас бев така многу интересно нешто на дете. И бев многу популарно дете како тогаш. Имав и своји фанови кои ми се јавуваа
на телефон, па некои доаѓа кај нас во Радишани конкретно да не запознаат од цела Македонија. Децата на моја возраст сакаат родители да ги донесат кај нас дома за да се запознаат со мене. Колку години имаше керете? Тогаш имав 10 години. На училиште мега популарен, можам да замислам. Да, на училиште исто на разглас, но постојано ја пуштаа песната на одморите и така, потоа на приредби се учеше, се изведуваше и така, имаше историја голема таа песна и навистина беше многу популарна. Автор на музиката, на текстот и на аранжманот на песната со наслов Македонче Соколе е Јанко Узунов. Ќе ја исполнат Јанко, Жаклина и малиот Кирил. Сети се, ова наша мила земја, правда